Добар ден назад во студиото. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот ТВ водител секој понеделник, па и овој понеделник. Вие сте со програмата на отвореното студио, Студио 1 на 1 ТВ. Да ве подсетам дека утре ќе имате можност да го споделите овој простор заедно со мојот колега Александар Чомовски и со неговите содржини кои претпоставам ќе бидат исто толку поинтересни, а може би поинтересни од ова што денеска ви го нудиме. Следниот мој гостин во студиото е господинот Петар Колев, кој што е председател на Граѓанско-демократската унија во Македонија. Добар ден, господин Колев. Добар ден на вас и на гледачите на 1 ТВ. Вие сте, ретко имаме шанса да кажем да ги освежиме екраните со некои нови политички субјекти, нови политички фактори. Бидејќи вашата партија е регистрирана пред нецели 6 месеци, ако не се лажам, и сте навистина најновиот политички субјект на македонската политичка сцена, и ако гледам дека сте прилично активни, често ви има во медиумите, не одбивате да говорите, да дискутирате и така натаму. Морам веднаш на почетокот да ве прашам, бидејќи некако веднаш за вас се залепи една етикета дека сте вие пробугарска партија на македонската политичка сцена. Зошто е тоа така? Има ли реална причина за тоа или е сепак само некаква желба да ве на извесен начин дискредитираат уште на самиот почеток? Знаете ли, тоа можеби е поради мојата кариера и моето минато, бидејќи никој не се родил на 30 и неколку години, а секој започнал од некаде во животот. Јас сум човек кој што на 18 години излегол надвор од Македонија, сум започнал со студии во Софија, таму сум го завршил моето образование како секој еден млад човек. Вие сте правник по образование? Да, правник по образование, сум се трудел да најдам своја професионална реализација и моја професионална кариера за среќа или за несреќа од овој период и од оваа гледна точка започнала во Софија и траеше некаде таму во Софија до пред околу 2 години, кога решив дека можеби треба да се обидам и да се вратам овде во Македонија, да се обидам да помогнам со некои мои стекнати искуства и тоа што го знам овде во Република Македонија. Од каде сте родом во Македонија? Јас сум од Штип, иначе роден сум во Штип, 86-та година. Моето семејство, делот на мајка ми се штипјани, татко ми исто е штипјанец. Штипјани, што ви? Да, штипјани. Јас сум од Источна Македонија, од Штип. Веднаш да ве прашам, имате ли, поседувате ли бугарски пасош? Ова е прашање кое што сметам дека секој еден политичар во Република Македонија треба да одговори. Јас сум човек кој што смета дека во политиката пред се треба да биде искреноста. Како човек кој што повеќе од 13 години живеел во Република Бугарија, е несериозно да ви кажам дека немам бугарско државјанство. Се разбира дека имам, никогаш не сум го крил тој факт. Едни од најубавите години во мојот живот поминале во Софија. Таму ја запознав и мојата сопруга, таму ми се роди и единствената керкичка која што имам на овој етап. Благодарам. Така да, јас сум, имам бугарско државјанство, познавам многу луѓе во Република Македонија кои што имаат бугарско државјанство и сметам дека премногу така несериозно или не знам, можеби се фингира или се провоцира некакво негативно чувство кон таа целата приказна. Треба реално да ги говориме тие работи, бидејќи голем дел од граѓаните на оваа земја, поради условите во кои што ние живееме за последните 27 години, немале друга алтернатива освен тоа да посегнат од тоа да земаат бугарско, грчко или можеби не знам германско, канадско, австриско, австралиско државјанство. Сепак морам да ве прашам, тоа важи за граѓаните. Доколку вие утре влезете во парламентот, се поставува логично прашање. Македонија нема закон со кој се забранува членови на парламент, членови на извршна власт, функционери, со исклучок на дипломатите, ако не се лажам, да имаат двојни, тројни државјанства и така натаму. Сепак се поставува логично прашање, може ли премиерот на Македонија да биде човек кој што има две државјанства? Бидејќи се работи за лојалноста кон одредена суверена држава. Согласен сум. Така што има дури и предлози со кои што оние што сакат да бидат парламентарци ќе мораат во иднина да се откажуваат од едно од државјанствата, бидејќи доаѓаме во ситуации кога парламентите решаваат прашања кои што засегаат интереси вон Македонија. Апсолутно сум согласен со вас, но човек кој што излегол од Република Македонија 2004 година несериозно звучи денеска да ви кажам дека сум знал што ќе се случи после 15 години од мојот живот и како ќе се протече тој живот. Да ви дадам иначе сум апсолутно согласен дека политичарите во Република Македонија, особено тие кои што имаат одговорни функции во земјава, би било коректно пред граѓаните да кажат ако имаат двојно државјанство. Ја знам многу примери, но тоа е Знаете ли друг политичар
нивно признал дека прашање. има друг пасош? Не сум слушнал и не знам А зошто. познавате ли такви вие, кои што има да Познавам. речеме бугарски пасош? Мојата работа во Софија ми дозволила, особено во приватниот сектор и консултантскиот сектор, да работам со многу политичари, актуелни и бивши од Република Македонија, и многу добро знам за што станува збор. За мене е лицемерно кога тие истите политичари ќе продаваат на македонските граѓани патриотизам, а истовремено со тоа ќе си ги користат сите привилегии не само од бугарските, а и примерно од канадските и австралијанските пасоши. За мене тој однос кон политиката и кон нештата во животот е лицемерен. Па дури имаше Нашиве и такви- граѓани кои што имаат поразлично државјанство од македонско, поради ред причини. Имаме наши сограѓани кои што имаат албанско, косовско. Јас не ги разгледувам како опасност на оваа земја. Не е проблемот во тоа нашите сограѓани какво друго државјанство имаат освен македонско. Проблемот е што не им пречи тоа на политичарите да се занимаваат со тоа што се Сепак ќе се занимаваат. согласите дека некој кој има бугарски пасош не може да биде против договорот за добрососедски односи меѓу Македонија и Бугарија. За мене е логично. Во парламентот. За мене е логично. А да речеме дека има такви повеќемина кои што токму тоа го Тоа е прават. лицемерие, господине Ордановски, и сметам дека во нашето општество со тие за тие нешта треба да погледнеме реално и да ги покажеме со прст. Тоа е класичен пример на политичко лицемерие, политички популизам, кој што е едно од работиве кои што секогаш ме револтирале во животот. Сметам дека малку поискрено и почовечки треба да се однесуваме и ние луѓето кои што се занимаваме со политика. Бидејќи пак ќе ви кажам, не е логично да ги користиш сите привилегии од тоа што имаш друго државјанство освен македонското, а да продаваш патриотизам и да ги обвинуваш граѓаните зошто тие зеле некој друго. На едно место Мислам, велите не е- дека ќе се обидете да формирате една нова конзервативна перспектива политичка во Македонија и дека таа би требала да биде насочена против популизмите и на левицата и на десницата. Ќе бидете во состојба малку по-добро да ми го објасните ова ваше политичко барање? Граѓанско-демократската унија, иако вие во самиот почеток споменавте дека некои ја третираат како пробугарска или не знам каква Сакав пропартија, тоа да го рачистиме, во ред, бидејќи не тоа е проблем. нешто што се Всушност, разговара. Граѓанско-демократската унија е можеби едната од малкуте политички субјекти со јасен прогресивен конзерватизам како основа на незиното политичко дејствување, незината политичка идеологија. Ние сме луѓе, голем дел од тимот на Граѓанско-демократска унија, сме луѓе кои што сме живееле надвор од Република, не само во Бугарија, некои биле во Германија, во Франција, во Италија, тоа сме круг на пријатели кои се познаваме преку годините и решивме да се позанимаваме со политика. Дел од нас и се уште имаат проекти и работат надвор од Македонија. За нас она што не сврза и она што не поттикна да се занимаваме со политика е конзерватизмот како политичка идеологија. Што значи тоа? Тоа значи дека конзерватизмот како идеологија во себе си содржи неколку основни приоритети, нагледно да ви ги посочам. Првиот и основен приоритет на нашата политичка идеологија е индивидуалните човекови права и човекот како индивидуа, како центар на светот, како центар на државното уредување на интересите во општеството. За жал и вие и јас многу добро знаеме дека многу често во Република Македонија индивидуалните човекови права и слободи се прекршуваат преку годините. Знаеме, имавме еден период од време последните 10-15 години кога тоа беше редовна пракса и нема потреба јас да ве убедувам во таа теза. Вториот приоритет пред нас како конзервативци е вербата во либералниот и економскиот слободниот пазар. Што значи тоа? Ние не веруваме во приказната дека е потребно државата да биде голема, да биде раздуена, таа да се занимава со тоа да ги дели порциите во економијата и така натаму. И основата на македонската економија според нас конзервативците е малиот и средниот бизнис. За жал, во Република Македонија 27 години политичките елити се посветени на она за мене популистичка теза на правење на економија, тоа е привлекување на огромни странски инвестиции, давајќи милион така бирократски или друг тип на сапорти и привилегии за огромните инвеститори во земјава. Јас ви гарантирам, господин Ордановски, и на вас и на вашите гледачи, дека огромните компании во светот се доволно богати и мокни и тие можат сами да се справат таму каде што имаат економски така бенефит, да најдат начин како да инвестираат. Проблемот на нашава економија е малиот и средниот бизнис. Што македонското општество, што македонската држава може да направи со тоа да му биде од полза на малиот и средниот бизнис. Овие режими на лиценци, на дозволи, на ненормални казни во тој приватен сектор, еден куп бирократски препреки кои што ги имате пред еден млад човек кој што сака да се занимава со бизнис, да проба да направи некој семеен ресторант, хотел или што и да било, нешто мало. Сметам дека
повеќе му пречат отколку го стимулираат и му На помагаат. времето ВМРО ДПМН е точно ваква една програма пред 10 години промовираше, па заврши тоа некако во еден, инаку многу ми звучи на еден тачеризам, само со малку помала нагласка само на мали и средни предпријатија, бидејќи Британија имаше и голема индустрија и така натаму. Да, ние не криеме дека дел од нашата инспирација доаѓа и од политиката на Маргарет Тачер, не криеме дека ГДУ до голема степен од идеите ги црпи и од начинот по кој што е поставена програмата на германската ЦДУ. Сметам дека ние во Македонија треба да престанеме да се трудиме да бидеме оригинални во политиката. Во Европска унија и во светот голем дел од работиве се измислени и можеме само да ги имплементираме. Што ви пречи тогаш од ова што го слушам да се промовиравте низ структурите на ВМРО ДПМН? Бидејќи ова што го говорите прилично, каде гледате разликата? Не би можел да кажам од денешна перспектива дека ВМРО ДПМН е конзервативна и прозападна партија. Сметам дека и вие и јас многу добро знаеме дека ВМРО ДПМН за последните 10 години се измести од својата идеологија, од својата тежина и замина некаде во некаква друга насока. Јас за мене не верувам дека Република Македонија има поразличен пат од нејна брза, ефикасна интеграција во НАТО и Европската унија, бидејќи за нас тоа е патот на оваа земја. Од 91 до денеска сите политичари, сите наши меѓународни сојузници, партнери ни подскажували, ни давале милион аргументи за да разбереме дека наша виднина е таму. Сега јас не можам да препознам таа ВМРО ДПМН пред 15 или 20 години, кој што се бореше, беше првиот политички субјект реално во Македонија кој што зборуваше дека наша ориентација треба да биде прозападна, дека Македонија треба да биде членка на НАТО и на Европска унија. Дали ова што денеска го слушаме од Белата палата е ВМРО ДПМН? За мене тоа не е ВМРО ДПМН, тоа е некаква друга политичка гарнитура и структура. Како ќе успеете вие да застанете помеѓу двата големи джина, помеѓу слоновите во македонската политика, СДСМ и ВМРО ДПМН? Кој повеќе ве загрозува? Не само идеолошки, туку и можда најмногу не загрозува политичкиот популизам, бидејќи ние како млад и сега растечки политички субјект тешко можеме со двете огромни популистички машинерии на левицата и на десницата да се справиме. Најмногу не загрозува левиот и десниот популизам. Но исто така и размислуваме прагматично. Ние сме луѓе кои што се обидуваме да правиме реални политики и да нудиме реални решенија. Повеќе од јасно е дека мала, млада или нова партија или кој да било од другите партии надвор од двата блока тешко би можела да пробие во овој сектор и да успее да направи да реализира пробив во парламент. Затоа ние размислуваме за тоа да се обидеме да предложиме на останатите политички субјекти во земјава кои што имаат конзервативна, прогресивно конзервативна идеологија или блиска идеологија до нас, да предложиме обид, да се обидеме, да се обединиме околу неколку приоритети кои што седат пред нас. Се надевам дека останатите политичари во земјава од другите политички субјекти па не можам да ви кажам конкретно, но не сме далеко од идеологијата со останатите партии кои што го содржат оној префикс. Знаете, ВМРО за Македонија, коалицијата, сепак тие се дел од власта во Република Македонија, ние сме опозиција, но би можело да најдеме некаква соработка. Либералната партија би можеле да најдеме некаква соработка. Има неколку невладини организации како што се Конзерватив МК, тие се млади луѓе, активни луѓе, идеолошки подковани кои што би можеле исто да се вклучат. И ред други, но тоа е еден... Има ли Македонија потенцијал гласачки за тоа? Се разбира дека има, согласно нашава соработка со европските конзервативци, имаме можност да соработуваме со третата поголемина политичка групација во Европскиот парламент, тоа се европските конзервативци и реформатори. Согласно нивните анкети и преку годините проучувања, во Република Македонија конзерватизмот или прогресивниот конзерватизам, модерниот, има потенцијал од 150 до 170 илјади гласови. Тие гласови се расцепкани на неколку субјекти, дел од нив се и гласови на ВМРО ДПМН, се разбира. Тоа е реалноста, тоа е вистината. И ако тие гласови бидат обединети идеолошки околу една конзервативна, прогресивно конзервативна идеологија, сметам дека би можело да направиме пробив. Сметам дека другите политички субјекти надвор од двата гиганти, ВМРО ДПМН и СДСМ, треба малку повеќе да си ја голтнеме суетата и малку повеќе да размислуваме визионерски за воиднина како да им се спротиставиме, бидејќи ние немаме проблем едни со други, едниви и другите сме опозиција, вон парламентарна опозиција, ние имаме проблем со лошите политики на владата и имаме проблем со лошите политики на најголемата опозицијска партија. Кажете ми,
каде е местото на правната држава во овој концепт за кој се залагате, бидејќи овдека правната држава се испоставува како најсилниот филтер за било какви политички прогресирање и регресирање во земјава, и тоа барем за догледна иднина од наредните 5-10 години. Ако ние немаме правда, тогаш како ќе имаме држава? Ајде да размислиме од тој аспект и од таа гледна точка. Нема како да постои организација под формата на држава ако внатре во неа не е имплементирана до сршта, до основата на едно општество правдата и правичноста. Најголемиот проблем во Република Македонија и опасност за нејзината државност не се ниту проблемите со соседите, ниту надворешната политика. Проблем е правниот. Како гледате во овој контекст на оваа иницијатива за амнестија или една пониска форма која вели помирување? Имате предвид помирување? Јас да ви кажем искрено, не сум слушнал да сме се карале со комшиите, ниту да сум се карал со вас. Сметам дека ние како идеја за национално помирување немаме потреба од таков приод кон нештата. Може би политичарите имаат некои работи за кои што треба да поразговараат и да најдат заеднички јазик, но не може да имаме национално помирување под оваа формула која што некој ни го предлага, ако нема правичност во општеството. Се сеќавате пред неколку години по скопските улици, вклучително и јас и некои други кои во тој период и не живеевме во Македонија, марширавме со онаа идеја нема правда, нема мир. Јас со нетрпение го чекам денот кога ќе може да бидам смирен, бидејќи навистина не сум се уште смирен, бидејќи ја нема правдата во нашето општество. Да, ма гледате дека најголемата опозициона партија денеска поднесува закон за амнестија во кој се бара целосна и итна амнестија, од друга страна власта флертува, барем до известно ниво, со овој вид на идеи заради некакви прагматични политички интереси. Може ли на тој начин да се видите себе во таква една политичка рамка? Бидејќи, гледайте, јас внимателно ве слушам, вашата позиција е релативно комотна, вие сте мали и неважни. Како што ќе растете, ако растете, ќе треба да имате одговор на овој вид на предизвици. Затоа ве прашувам, ќе може ли Македонија на тој начин да стане земја во која вие би развивале овој тип на конзервативизам за кој се залагате? Господине Ордановски, освен тоа, ние да го решиме проблемите, да ги решиме проблемите со соседите, и вие и целата јавност знае дека ние имаме и други препораки за нашето членство во НАТО. И ако ние навистина како општество сакаме да бидеме дел од тој НАТО пакт, е крајно време да ги извадиме од фиоките оние препораки на Рајхард Прибе. Прибе 1 и Прибе 2. И некој да собере смелост и храброст, вклучително и со глава и со цена на својата политичка глава, да ги имплементира. Јас знам дека е многу тешко после 27 години, после тефтерчињата на Гоца, после јавувањата помеѓу господинот Мијалков и Муса Џефери и начинот по кој што се редени судии во Република Македонија, е исклучително тешко да направиш реформа. Но ние немаме проблем со легислативата, со законотворството. Нашиот законотворец и професорите од Академијата на науките и од Универзитетот во Скопје создале добри закони. Ние имаме проблем со нивното спроведување. Ние имаме проблем со луѓето кои што раздаваат правда во Република Македонија под формата на суди, се разбира, бидејќи за мене тие оставаат впечаток на луѓе на кои што им недостасува елементарно чувство за одговорност, им недостасуваат елементарни етички и морални вредности, или некој би кажал можеби домашно воспитување. За мене не е логично да си облечен во тога, да носиш власт во себе си, да си призван од општеството, ти да го чуваш општествениот ред, поредокот, законноста, уставот на оваа земја, а на крајот сето тоа да завршува со телефонски јавувања и изрекување на казни во еднава или во другава насока. Сметам дека таа пракса во Република Македонија една за секојаш треба да престане. Но тоа темпо на размислување во општеството не треба да го наметнат судиите или судскиот совет, треба да го наметнат политичарите. И треба да биде јасно дека тие се тие кои што во парламентот, во извршната власт диктираат такво темпо. Ако власта не го користи тефтерчето, тогаш и судиите ќе судат не според телефонските јавувања, а според сопствено убедување. Секој еден од нас треба да погледне реално. И вие да сте судија примерно во Штипскиот суд и да ви се јави министерот за внатрешни работи или шефот на управата за безбедност и да ви каже дека е многу заинтересирано определено дело да заврши по еден начин. А вие имате две дечиња дома, нели? Се разбира дека ќе размислувате по друг начин. Кажете ми практично колку сте развиени на оперативно ниво како партија низ Македонија. Имате ли веќе отворено своји представништва во разни градови или во моментот веќе
веќе на централно ниво е структурирана партијата, имаме наше седиште во Скопје, месец ноември, декември ни предстојат оформување веќе и на нашите локални и местни клубови низ Република Македонија. Би биле подготвени за некакви евентуални воредни избори рано напред идната година? Сметам дека нештата се движат во насока заедно со претседателските избори во Република Македонија да има и предвремени парламентарни избори. Знаете, и тие разговори помеѓу Мицкоски и Заев беа и во една таква насока. Се разбира дека ќе работиме за да се подготвиме за тој предизвик кој што стои пред нас. Не само ние како Граѓанско-демократска унија, ќе се обидеме да побараме еден поширок консензус, останати политички партии да настапиме заедно. Мислам дека е време да помислиме и за создавање на еден реален трети, можеби не толку голем колку СДСМ и ВМРО ДПМН, но на реален трети активен политички блок во Македонија. Ако во така наречениот албански сектор се случи тоа со појавувањето на неколку нови партии или неколку нови блока, како што е Алијанса за албанците, зошто да не успееме ние и во нашиот блок? Вие коалиција и со тој тип на партии, Алијанса на албанците, БЕСА и така натаму. Јас не ги разгледувам прашањата во оваа земја на етничка основа, а не идеолошка. Крајно време е ние да започнеме да правиме идеолошка политика, а не етничка политика. Спротивставувањето на етносите во Република Македонија видовме дека не донесе ништо корисно. И ќе ви дадам конкретен пример. Јас познавам луѓе и албанци конзервативци, и турци, и власи, и македонци, и бугари, и германци. Така да конзерватизмот би требало да биде тоа што ќе не обедини, а не тоа на кој бог се молиме и од која етничка припадност. Колку ви пречи во таа намера постоечкиот изборен модел во Македонија? Овој изборен модел не поттикнува помали партии, овој сепак така направен за да поттикнува окрупнување. Да го храни политичкиот монопол во земјава. Ние како конзервативци сме луѓе кои што жестоко се спротивставуваме на монополите, почнувајќи од економијата, завршувајќи во политиката. Така сите почнаа во Македонија, па потоа кога дојде на власт, ги сменија политиките. Ме потсетувате на едни изјави кои што не би сакал во овој момент да ги коментирам, бидејќи имаат доволно време истите тие политичари да го коригираат својот став. Ние се разбира дека сметаме дека овој изборен модел и начинот по кој што Македонија ја практикува својата парламентарна демократија е исцрпен од содржина. Повеќе од јасно е дека граѓаните во земјава се помалку се политички активни, помалку гласаат, немаат доверба во избирачкиот список, во изборниот модел и така натаму. Затоа ние предлагаме овој изборен модел да биде сменет со нов изборен модел, тоа да Македонија да представува една изборна единица, листите за пратеници да бидат отворени, а се разбира во нашите позиции, во нашите ставови како партија, го разгледуваме прашањето и за намалување на бројот на пратениците во собрание. И јас, и вие, и нашите гледачи знаат дека македонскиот дом, законодавен дом, е преголем и не ефикасен и сметаме дека бројот на пратениците слободно би можел да падне примерно на моделот на Словенија, каде што бројката е 90. Сметам дека секој еден од политичарите во земјава многу често коментира за тоа како нашава администрација е пренадуена, како имаме голем број на администрација, тогаш ајде како политичка елита да започнеме прво од нас, да ги намалиме бројот на пратениците во собрание, да дадеме пример на општеството дека сме готови да жртвуваме дел од своите интереси, да намалиме владата, бидејќи од година на година македонска влада станува се поголема и побирократска, да ги намалиме тие измислени функции по неколку заменик министри, министри без ресор, државни секретари и така натаму и така натаму. И така ќе добиеме уште некој процент невработени. Не би рекол дека тоа се умни луѓе во кои што се занимаваат и стигнале до таму да бидат заменик министри. Министри се луѓе кои што можат да се снајдат. Дај да помислиме за оние луѓе кои што малку тешко им оди со снаоѓањето. Се сретали ли со Заев или со Мицкоски? Со господинот Заев сум имал можност неколку пати во животот да разговарам, но не Штипско, Струмички. Не во овој период од моето политичко активирање. Јас не сум бил член на ниту една политичка партија, но сум бил претседател на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство една година. Тоа постои 7-8, но за една година ми дадоа мандат мене и во таа насока како претседател на тоа здружение сум се обидел да помогнам за релативизирање и ако можам да кажам успешен крај на онаа сага за лошите македонско-бугарски односи. И сум го направил бидејќи верувам дека единствениот пат за просперитет на Балканот е еднаш за секојаш да престанеме да се занимаваме со нашите пракси од 19 век, а да погледнеме со отворени очи кон иднината.
Господине Когев, ви благодарам за оваа прилика малку да поразговараме во нашето отворено студио. Сигурен сум дека ќе имаме уште многу прилики, бидејќи гледам дека сте амбициозни, дека имате формирани погледи кои што ќе сакате веројатно да ги објаснувате во време во што доаѓа, па ќе бидете, се надевам, гостин повторно. Ви благодарам за поканата. А вам